Политичкиот надпревар е легитимно средство на демократијата и сосема е природно и нормално на локални избори политичките конкуренти да се надпреваруваат меѓу себе. Но политичкиот надпревар е надпревар на идеи, програми, проекти и дела со кои политичките партии од граѓаните ја бараат довербата за реализација на тие дела. Но на овие локални избори Зоран Заев и неговата партија СДСМ не понудија ниту еден релевантен, иновантен, креативен и практичен проект со кој ќе учествуваат на овој надпревар. Во целата оваа кампања, единствено средство со кои се служаат се заканите, притисоците, уцените и онаа што најмногу загрижува инволвирањето на цела заедница, вклучително и образованието. Почитувани сограѓани, оваа фотографија е направена деновиве во Средното општинско училиште Никола Карев во Струмица. Фотографијата кажува повеќе од зборовите. Наставници во училница, во работно време се сликаат пред училишната табла на која има политички пораки. Ние знаеме дека Зоран Заев и неговата служба се подготвени на се. Ние знаевме и пред почетокот на кампањата дека ова ќе бидат се, само не фер и демократски избори. Ние и денес во овој момент знаеме дека Зоран Заев е подготвен да уцени, да заплаши и да потплати се со една единствена цел – да остане на власт. Да остане на власт затоа што тој нема што друго да прави. Откако Бранко го направи председател на СДСМ, премиер па министер го аболицира и си замина на концерт на Џастин Бибер во Виена. На Зоран Заев не му преостанува ништо друго освен гола борба за власт. Го предупредуваме дека единствено што не може да купи е достоинството на граѓаните. Достоинството на граѓаните на Струмица да изберат по сопствена волја. Достоинството да се биде еднаков со сите. ВМРО ДПМН го бранеше, го брани и ќе го одбрани достоинството на сите граѓани на општина Струмица, затоа што Струмица е општина на сите.